Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Здраво, Панче, како е? Како си? Да ти кажам, еден прекрасен викенд истеравме, верувам и ти. Мислам дека бевме, можеби единствените што присуствуваа на два големи настана, на два концерти или две дешавки кои што дешаваа во овој викенд во Германија, а тоа беше пред се во саботата во Дизелдорф, концертот на Наум Петерски и Зуица Лазова во организација на Македонско сонце и потоа круната на целото во недела бевме гости кај Каролина Гочева во Мајнц. Беше прекрасно. Двата Беше настана беа прекрасно. прекрасни. Да. И се деси и тоа. Ние бевме сабота гости кај Каролина, а денеска Каролина ни е нас гостинка во нашите 8 ѕидови. Ти во твоите 4, јас во моите 4 и Каролина некаде доле во незините 4 ѕида. Да. Здраво, дечки. Здраво, Каролина. Фала многу што ја прифати поканата. Многу не израдува и не изненади. Фала што си зема време. Сигурно си сега многу запатена. Секако. Супер. Сега не си веќе во Германија, така? Се врати? Не, се вратив пред 2 дена и тука сум уште една недела. Нареден четврток доаѓам пак, каде што продолжуваме со вториот дел од германската турнеја, така сега сум неколку дена дома, малку во пижами. Да. Да. Супер. По домашна атмосфера. Ти у пижами од гледаки, Марина е со сигурно со чајчето. Така, и си гледам серии. Еве го, супер. Да, си треба така малку одмор меѓу турнеи. Супер. Како си помина таа недела дена, кога беше тука? Какви се првите впечатоци за Германија? Па првите 10 дена ни помина многу брзо ни помина. Ни беа многу исполнети. Многу добро се вклопивме како екипа. Значи јас со мојот дел од екипата кој допатувавме од Македонија, значи јас со мојот бенд и со мој Филип Одавалан и нашите домаќини Филип и Сашо Зикови заедно со нивната екипа. После 2 дена веќе бевме како другари кои се отишле некаде на пат. Така што многу побаво си поминувавме секаде, буквално во сите градови. Значи, не само на сцената, туку и зад сцената, амбиентот ни беше постојано баш на едно многу високо ниво и супер ни поминаа сите тие 10 дена, баш сите некако сега кога се разделувавме, така мислам дека сите едва чекаме пак да се видиме. Супер. Дојде во најубавата сезона во Германија, во предбожикна сезона. Примети сигурно колку е секаде украсено. Дали те прошетаа на некој од божикните пазари? Па за малку не го фатив божикниот пазар во Нирнберг, за кој ми кажаа дека бил еден од најубавите, ако не и најубав, за неколку дена, а инаку дента кога стигнавме во Мајнц, тотално не знаев што ме очекува. Случајно се дојдовме до центарот да се видиме со некои пријатели и тотално не можев да замислам дека не очекува вистинска една зимска бајка и тотално не одушеви Мајнц. Центарот на Мајнц и божикниот маркет. Можеби дека не очекувавме, ама и стварно беше прекрасно како го направиле, како го украсиле. Веќе изминативе 2-3 дена на неколку другарки на сестра ми ги препорачав тие два маркети, кажав за Нирнберг ми кажа, а во Мајнц видов дека е вистина како бајка, така што не треба да се пропушти. Бидејќи не се толку познати, не сум чула јас дека, не знам, па за Мајнц уопште и не сум чула дека би можел да има таков маркет, а стварно беше преубаво. Баш беше вредно да се види. Сега некоја друга маце ќе праша, бидејќи маце решерширав, Каролина сака, ужива да готви. Да, разготвена сум сега 3 дена готвам. Како дојдов од аеродром дома, одма земав да готвам. Браво. Кој ти е омилено тебе лично? Тебе лично, да речеш, те бива за сукање, за благо, за ова. До сукање не сум дојдена уште, ама мање више друго се знам да правам. Особено во периодот кога бевме нели во карантин околу ковидот, сите поминувавме многу време дома, тогаш додатно се разготвив, така да проготвив и некои работи кои што не сум ги припремала претходно и тогаш создадовме некои нови навики повеќето
да што повеќе се храниме дома, да се што поздраво да се храниме, сами да ги припремаме нели оброци, да не се купува храна од надвор и така натака, и некако таа навика ми остана и многу ми е убаво што ми остана таа навика, затоа што кога си на пат или кога си излезеш секако јадеш надвор, но мислам дека домашно приготвениот оброк е многу важен. Јас сум цел живот порасната со домашен ручек и ден денес кога сум во Битола, воопшто немам кога да седнам во ресторан, затоа што мајка ми ден денес готви ручек со супа, со салата, со сите, нели како што одат со се што ред, така што тоа ми е една навика која еве јас дома ја практикувам. Конкретно некој момилено твој јадо кој речеш ја ми женката ќе го направам тоа. Например, јас си готвам, си знам тие работи ваму таму, слепо ќораво, вакво ќе направам до болонеза, ушите ќе им плускаат долу. Или гулаш кој ќе им направам, си почнам со сечкање вакви, такви, реко 350 циркуси им направам аквото. Значи ми женка да ги правам тие работи, без некој си шот ја знам таму шеф кок или тие работи што ги има. Да. Едноставно и се ставам натри, се им шмека да речем. Имаш ли така некој или готвиш по овакво или си да речем креативно и у тој поглед, привидејќи паѓачам ти како музичар или како вакво сте креативни. Дали тука во тој дел си креативна? Главно следам рецепти, искрено, не можам да кажам дека кој знае колку сум креативна тука, меѓутоа не сум лоша. не сум лоша. Така што испробувам и рецепти од Инстаграм што ќе ги видам на некои рилчиња, нели има сега многу фуд блогери и буквално сме преплавени со рецепти од сите страни. Така да најмногу имам во saved, најмногу имам зачувани рецепти. И испробувам и рецепти некои, така да повеќето ми успеваат и повеќето ги правам и по втор пат и по трет пат. Така што беше прашањето, што најмногу сакам да готвам? Кој ти е, да речем, главно? Идеш, еве сега, например, дојди на Михел, што му сготви? Па маш ми вика дека специјалитет ми е мусака со модар патлиџан, например. Да, добро е. Да. А инаку баш правам се, и полнети пиперки, и не знам, разноразни манчички, така да баш правам се. И тестени, и суши знам да спремам, така да се. Баш се. Баш се. Супер. Да. Освен тоа што си разготвена, како што кажа, кажи дека во последните неколку години, вака слушнав на друго интервју, дека си исто така и развежбана. Како изгледа твојата рутина и дали успеа да извежбаш малку во Германија? Во Германија не, ама кога сум вратена бев на вежбање. Може не сум мрднала од дома, но на тренинг бев. Да, супер. А во Германија не. Кога сум на пат некако си давам не се трудам да најдам теретана или било што ако немам во хотел и слично. Ама некако ја направив таа навика. Тек пред 5 години успеав да почнам редовно да вежбам и еве се уште сум редовна. Нормално постојат паузи, нели патувања и слично, меѓутоа сум редовна, имам континуитет. А инаку претходно стално сум била многу неодговорна и кампањски сум вежбала, например, не знам, пред одмор сакам или не знам што, тоа нели не може да се направи ниту една работа, се си бара време и посветеност, ништо не може да даде резултат за брзо, така што, а и добро е секако за телото и со текот на годините, убаво е да телото да биде во форма, најмногу од здравствени причини, меѓу другото и од некои здравствени причини и се натарав да почнам да вежбам редовно. И еве веќе така 5 години можам да кажам дека сум редовна и така задоволна сум од тоа. Супер. Јас бев во Мајнц одма во прв ред, значи прв пат те гледам толку од блиску. Бев во септември и во Скопје на 100 години Скопско, ама тогаш те гледам точка буквално, дека беше премногу гужва, беше предобро. И сега стварно ти идов прв пат до блиску и стварно многу убаво изгледаш. Дали освен овие совети за вежбање и за здрава исхрана, дали имаш уште некој совет? Еве Панче оној ден кога зборевме колку саат да снимаме нешто, века ама не толку касно, Каролина порано си легну. Добро, сигурно и тоа е. И тоа сигурно улога. Па така ми се навикна биоритмот некако на кај 9 почна да ми се приспива, затоа ви реков дека кога ми спомнавте после 9, ви реков дека тоа можам да се потрудам, но не можам да ветам дека ќе бидам функционална и затоа ве замолив порано да го направиме тоа. Иначе сигурно и тоа има врска и верувам дека и
квалитетен сон, дека има врска целосно за целокупната добросостојба нели на вашиот организам. Мислам дека сонот, барем мене ми е најважен од се. Поважен е, според мене, може би дури малку поважен и од начинот на исхрана дури. Баш е битно да го одморите телото, да го одморите организмот, така што треба човек да си го најде, не мора да се легнува рано како мене, тоа јас додуша не сум секогаш во 9, меѓутоа да, после 9 се гледам да не прифаќам некои работи што не мора баш тогаш да се направат, затоа што не гарантирам. Да. Ама важно така, е, стварно е многу важно. Да, важно е секој да си одвои така барем едни 6-7 сати сон. Мислам дека е доста, да не бидеме идеалисти со 8, нели 8 би било идеално. Меѓутоа 6-7 сати сон мислам дека е сосем доволно за да функционирате нормално и да се чувствувате силно и здраво во текот на денот. Да. Добро, во Германија тоа не е секогаш можно. Некако не сме навикнати, да. Мислам добро, тоа мислам дека е секаде. Без разлика Германија, Македонија. Баш сега во неделата му кажував на Панче дека нели концертот беше во недела, во понеделник сите на работа, нормално се прибравме, не знам, во 2, ама со како се наполнив со позитивна енергија, другиот ден, значи со 3 сати сон, супер си поминав на работа, леткав. Фала ви, баш ми е било дека вредете. Ако ви утаха и не спиевме цела ноќ, затоа што таму се упативме директно на аеродром, каде што требаше да фатиме лет, така што и ние не спиевме цела ноќ, ако вие заутаха после мај. Да. Ти си да речам од секогаш пејач или се занимаваш во таа професија. Дали некогаш си дошла во ситуација да речеш доктор, инженер, адвокат, така нешто ти дојде на пример. Да речеш нешто друго да правиш освен од ова сега што успешно, апсолутно успешно го правиш. Па да, иако ми беше желба уште од дете, која што и релативно рано мене ми се оствари, затоа што јас на своји 11 години почнав да се појавувам на фестивали, или прво бев на Макфест, па не знам, Скопски фестивал, затоа не знам колку може тоа да се нарече кариера од овој аспект гледано, затоа што сепак тоа беа главно појавување на фестивали, некои телевизиски емисии и така натака. И јас плюс бев дете, бев малолетна, имав 11, 12, 13 години. Меѓутоа дека ми било желба од секогаш, да, но веројатно најмногу по совет на моите не упишав музичка академија, упишав филолошки факултет, нели со идеја да се биде нешто, да имаш некаква, да имаш нешто сигурно, тоа беше на мајка ми, тоа беа зборовите, имај си ти нешто сигурно. Меѓутоа сепак ова се продолжи како нешто кое и многу ми е драго што е така, дека нешто што сум посакувала уште од дете, што сум почнала да го работам на некаков начин и како дете, што прераснало во мој животен позив, нели? И нешто кое го работам веќе, еве да кажам, 25 години сигурно, па еве и 30, ако ги сметаме и тие мои тинеџерски детски денови. Аз нема изошто да не ги сметаме, нели, кога сум настапувала по фестивалите на Македонија. Апсолутно. Така што како и секоја професија, нели, има и позитивни и негативни работи, меѓутоа баш мислам дека не постои професија во која што некој во сите сегменти е комплетно задоволен. Секогаш има работи кои ќе ти сметаат, меѓутоа сепак во мојава работа кај мене преовладува љубовта, која искрено се повеќе си ја сакам работата, да ја наречам така, и не се ни чувствувам дека работам. Баш и на сцена се забавувам постојано, така што воопшто не ја чувствувам како терет и како обврска мојава работа, туку баш како нешто што го правам со љубов и што ми е огромно задоволство. Тоа се осеќа дефинитивно, да. Можам да потврдам со Тапија. Можам со Тапија да потврдам. Дека тоа што го направи во Мајнц, таа дори беше зачудувачки за мене, бидејќи сепак сме посетили некои други концерти сме виделе, па некој ќе испадне, ќе прошетаат маце 10 на 15 минути, ги снема од бина, од сцена, па друго нешто ќе облечат, па вакво, значи прават некои паузи. Кај тебе беше 2 сат, 2,5 сата со се бисот, со се сите тие работи што се десија понатаму, таа дори сопругата му вика, Каролина вика, само еднаш вода се напи.
Да, ми два пати седна на столчето. Да, еднаш вода се напив и тоа во Мајнц ми погрешка ми ставија кисела вода, нели тоа е кај вас кисела. Да. Приметив, да, постиште. Да. Кога ќе порачаш вода, кисела вода даваат. И мене тоа ми беше чудно од почетокот. Тоа го забележав и јас, да. Тоа не го знаев за Германија, тоа го забележав дека кисела вода е главната вода. Таму, да. Имаш изјавено дека си имаш изјавено дека имаш трема често на концерти или пред испити, пред настапи. Тоа вич не се осеќаш или може се сменило кај тебе? Може и беше до публиката. Не се менува. Меѓутоа во германскава турнеја можам да кажам дека имав трема за првиот концерт во Штутгарт, затоа што искрено сепак е тоа нов. Генерално, германскава турнеја беше еден сосем нов терен. Не знаев воопшто што да очекувам, не знаев каков тип на публика, дали воопшто ги знаат песните, дали, не знам, доаѓаат од љубопитност или затоа што сакаат да пеат. И тотално не очекував таква распеана публика секаде, буквално во сите градови, во сите 4 града имавме публика која пееше од почеток до крај. Значи, од Штутгарт до Мајнц, тоа беше на сите концерти, што многу ме израдува уште на првиот концерт, баш некако ни даде енергија на сите, на целиот бенд, на бина и мислам дека тоа не држеше на сите концерти, баш на сите концерти. Тоа ми беше, ради тоа имав и трема, можам да кажам, во Штутгарт. За другите градови би рекла и дека немав, можеби многу малце така, некоја мало, како да кажам, скокоткање пред да се излезе непосредно, но позитивна трема. Позитивна, секогаш е позитивна, да. Но така некако овој пат беше баш ради тоа што и сепак ми беше некаков непознат терен, не знаев што можам да очекувам. Значи прв пат си уствари на турнеја во Германија. Прв пат. Се надевам после. Да, тоа е се надевам и јас, затоа што беше и мислам дека се разбира дека ќе има и повторно. Да, ние бевме воодушевени и други што познавам што биле на другите концерти исто така. Песните ви беа одбрани многу добро, значи репертоарот и баш и ние приметивме исто дека сите пеат. Ја мислев тука нешто ќе се направам важно дека ги знам сите песни, ама ги гледам околу мене сите пеат, така сите ги знаеа. Да, тоа беше. Добро, ти си од помладата генерација ги познаш. Јас се задржав на Две лири, Чалгија, Сон, Везука. Тие се најнови песни уствари. Тие се најнови, да. Да, меѓутоа другите не ги знам. Цела хала пее, ја вака ги гледам. Кај песната не сум слушала ја. Паќершам, јас сум подруга балци генерација сум друга. Тука 30 колку години си тука веќе? Јас сум 31 година сум веќе тука. 30 кусур години, да, не. Така да твоите песни ме поврзуваат само со не е тоа некоја носталгија, меѓутоа тие песни се фактички некои се пронаоѓаш самиот во себе во песната. Ќе се пронајдеш во текстот. Па да, тие текстови особено на Две лири спомна, не знам кој да ми запија, тие песни кои што се од тој проект Македонско девојче, или 3 албума се тоа, од кои 2 се со Николче, и текстовите се доста силен дел од песните и многу често, особено женските, и сега имаше на концерти да плачеа на некои од песните. Да. Дури и мене ми се случило некогаш да пуштам солза на некои од тие песни, особено кога ми беа нови, кога ги учев пред 10 години, така што да, баш се песни кои те добираат длабоко. Да. А како го поставивте репертоарот, уствари, како ги одредивте песните за турнејава? Јас ги одредував репертоарот, стално го правам јас. Така. И да, стално ги за сите концерти, за сите настапи, секогаш сама си го правам јас репертоарот според тоа што не знам, според некое внатрешно чувство како јас мислам дека треба да биде, така што сега го направи финалниот репертоар дента пред да почнеме во Штутгарт, преку ден, додека седев на доручек. Така што супер, баш ми е мило дека не сум го сгрешила. Супер што сум го поутрефила. Апсолутно беше да. Да. Сакам да прашам нешто друго. Например, какво е чувството? Например, ние сме да речем од долната страна. Значи тоа е маса луѓе, народ. А ти си горе една. Например, ние се концентрираме према еден, према Каролина се концентрираме. Како е Каролина? Како се концентрира Каролина према 1000 души, например? Како тоа
Какво е тоа чувство? Или, например, имаш некоја точка, гледаш таму, окей. Па не гледам во точка, гледам конкретно во луѓе кои во моментот, не знам, најмногу пеат, кога е некој емотивен, знам така да му се обратам, да го погледнам. Да. Кога некој ми се обраќа исто, да му возвратам. Така што гледам конкретно во луѓе кои се во моја близина. Така што, да, некогаш знаеш дали да затвориш очите за некоја песна, така малку да се внесеш. Меѓутоа, така, сакам да воспоставам директен контакт со луѓето, особено со тие кои се па најмногу во близина и кои се најангажирани некако за време на изведувањето на песните. А дали примите некој германец во публика? Обично се издвојуваат. Па имаше некои кои се, пример, нечии сопрузи, имаше, не само германци, не знам, имаше и унгарци во Дизелдорф кои беа сопрузи на две македонки, имаше германци, се разбере, кои беа сопрузи на македонки, кои дошле, или пријатели германци, или македонци со пријатели германци, така да имаше, но главно превладуваа македонци, се разбира. Да, нормално. Ама и германци да си сакаат така друго да слушнат, си почитуваат и такви работи. Значи не е дека некој ги натерал да јасно. Сигурно со мерак, да. Јасно, секако, да. Музичарите кои беа со тебе, дали цело време свириш со нив или како е организирано сето тоа? Да, музичарите се главно дел од мојот стандарден бенд. Значи Николче, кој што беше на клавиатури, гитаристот Црни е дел од мојот бенд, виолинистот Владимир Крстев исто така, басистот Никола Бочваров исто така е еден од музичарите кои свират со мене веќе долго време. Единствено Дино Бубњарот, Дино Милосављевиќ, тој прв пат свираше сега, сме свирале заедно пред 20 на години, но сега прв пат ни се придружи на турнејата, но па одлично се вклопи. Баш многу добро се вклопи, извучавме сите како да свириме постојано, како да сме свирале баш долго време. Во Штутгарт дури без проба свиравме со Дино прв пат, затоа што немаше кога да се проба пред поаѓање, но веднаш се вклопивме без никаков проблем. Веројатно кога музичарите се искусни, кога ќе си ја одработат домашната задача, нели, кога ќе си ги научиш и песните и кога знаеш што како се случува, нема никаков проблем. Да, а баш Дино интересно што го спомна кога отидовме после во бекстејдж да се сликаме, нели, со тебе, ти беше прво со други. Зафатена е прво и ке Дино отидов, бидејќи ја го знам стварно од многу одамна. Имам пеено кај Запров во хор и пеевме еднаш на концерт на Дарио. Знам, тоа беше пред повеќе од 20 години и го познав онака. Да, Дино е познат бубњар. Тоа е тој, да. Не сме работеле многу години. Да, и мора да се била на Златно Славиче сега, што кажи дека Златно Славиче се била. Јас? Не. Да, нели пеев не беше Златно Славиче, не. Значи во женски младински хор беше тој кај Запров. Не е Златно. Во Сидел Бамбини имам пеено. Ти на млади години, јас сега на стари години го пронајдов пеењето во да, и Панче пее, да. Јас пеам тука во село. Да речем, кога живеем, имаме хор, црковен хор и таму пеам баси. Се организираат. Мислам, прв пат сватив, ја тогаш сватив што е пеење. Значи пеење, и кога ќе се собереме тука и Панче пее, да? Две лири, сите работи, и Дино Мерлин, и Супермен, сите работи ги испеам, ваквото и пеење. Кога отидов на хорот, кога ми ги дадоа нотите, вака ги гледам, чеки, што е работа сега, ноти. Тоа сега да прашам, како пееш та ноти, едноставно пушташ, отвораш гласот и почнеш, или имаш, да речем, песнарица, или ја држиш нотите ги имаш пред тебе. Мислиш како ги учам песните? Не мислам, еве, например, ние хорот кој ни даде, текстов го имаш и ноти пред тоа. Под тоа има ноти, например. Добро, за да ја научиш песната, да. Да. Меѓутоа, постои не ти е потребно, не знам, и текстот ќе го, после неколку, после некое време, после неколку слушања, веќе текстот главно ми останува во глава, да. И обично сакам стално да ги знам на памет сите текстови, да не читам од сталак, некако не ми е баш професионално тоа читање од сталак, особено на концерти. Сега хор е друго, значи нема се ваќе хор е друго скроз, меѓутоа за нас е една сосем поинаква ситуација кога сметам дека секој треба да си ги знае своите песни барем. Така што, иначе процесот за учење на песни, претпоставам дека тоа ме прашуваш, не знам кога ќе ја слушам, обично добивам демо изведба некаква
од автор. Така. Да речеме на инструмент некаков и вокал или пак одсвирана со инструмент. И ја слушам неколку пати, потоа ја поврзувам вокалната линија. Да, интересно. Јас сум се прашувала ова за некој што не знае ноти да чита, Да, ова е па по ноти, би можела и по ноти, меѓутоа не знам, никој не ми пратил по ноти генерално. Главно се испраќа демо снимка, нели се во денешно време се е аудио некое на аудио файл со некаков аудио запис. Значи може да е најоснован било каков инструмент, гитара или клавир и вокал со на да речеме, не мора да е ниту текст. Да. За да чуеш мелодијата. Да. Интересно. Со Никола Мицевски соработуваш, како што прочитав, повеќе од 10 години, дури 13, со Авалон повеќе од 20 години. Тоа е голема верност, стварно, спрема соработници, па и верувам дека и сте пријатели. Дали си размислила за промена некогаш? Па за промена не се размислува, промената некако се случува или нема потреба да ја размислуваш доколку почувствуваш дека треба да направиш, ја правиш. Барем така мислам дека треба да биде. Ако нешто функционира добро, нема зашто да го менуваш, нели? Со Авалон сум повеќе од 20 години, да, а со Николче се работувам како автор. Николче се појавува веќе некои 10 години, да, и Македонско девојче 2 беше пред 10 години, значи да, толку нешто повеќе од 10 години. Иначе Николче претходно беше, како и сега, дел од мојот бенд, од пример 2005-та, сигурно 2005-та. Така да со Николче работиме веќе 20 години, скоро исто така. Но авторски се појавува тек во 2014 година. Николче е многу скромен и многу срамежлив и не ги истакнуваше своите квалитети. Ние не бевме свесни колку е Николче, што све Николче има во себе. Сега добро, тоа кога беше млад, не беше многу, очигледно многу срамежлив, што сите тие песни ги извади тек после 10 години од нашето познанство и заедничка работа. Да, добро, очигледно било и во вистинскиот момент, дека стварно многу се... Да, ти си бара вистински момент, точно. Требало да се деси. Така е. Да. Сега малце би ми интересирало, сигурно другите ги интересира, дали ти интересираат бројки? Сега вако е рече го Марина, сигурно за нас ме панча со неговите бројки. Бројки во смисла колку палци ќе ми дигнат, колку ќе бидат, колку даунлоадс има видеото на YouTube и сите тие работи, например. Дали некогаш си гледаш, пратиш такви работи? Одинај, например, со Марина, кога го правиме ова, ние го правиме од задоволство и гледаме тамо некоја си порано почесто, сега поретко вишото ни е вакво е и си тераме, например. Верувам сега, прашањето ми беше како ти со тоа одиш, например. Прибедејќи на нешто треба да мериш дали како е успешна, да речем, изведбата, песната и концертот, да речем. Па, види, гледаме сите. Глупаво е да кажам дека не. Сите гледаме тоа. Меѓутоа, исто така човек не треба да се фаќа само за бројки, затоа што во денешно време и се испоставува дека и не е ни толку тешко да си популарен. Уствари, никогаш не било полесно од денес да си популарен. Не мораш ни да имаш некаков талент посебен за да бидеш популарен. Нели, знаеме за луѓе кои имаат лајкови и прегледи без никаква причина, кои што, не знам, прават некои разноразни видеа, различни, не знам, контент, како го викаат, нели, тоа што го прават на социјалните мрежи, содржина, меѓутоа контент, нели? Така било правилно. Така што сепак јас би го ставила квалитетот на тоа што го правиш и да веруваш во тоа што го правиш пред бројките. Доколку се и бројките тука пропратни, да, меѓутоа никогаш не би потпаднала под некои трендови само ради тоа што тоа ќе ми донесе поголеми бројки. Може би кога сум била помлада сум правела таков тип на компромиси, мада тогаш немавме бројки, тогаш имаше вртење на радиостаници, нели, имаше телевизиски емисии и слично.
Меѓутоа, како проаѓаат годините, се помалку сум расположена за компромиси во музичка смисла. Значи, мора нешто да ми се допаѓа мене, мора нешто да сметам дека ми прилега, за да го снимам, да го презентирам и така натака. Бројките доколку дојдат се добре дојдени, меѓутоа мислам дека слепо следење на бројки ќе направи само да се изгубите некако, некаде во просторот и во времето. Апсолутно. Да, убаво кажано. Во целата твоја кариера имаше неколку жанрови, поп секако најчесто, мислам, најзастапен жанр, сега и етно, нели? Што е следно? Имаш некои други планови или нешто? Имам план, веќе работам. Во глава ми е идејата дека треба да почнам да работам нов албум, но оваа година испадна многу исполната со активности, со концерти, разноразни настапи и никако не можам да се посветам албум, бара да се посветиш сериозно. Така што поп албум е тоа што планирам да го снимам. Имам сега една нова песна и ново видео кој го снимив пред месец и пол, пред 2 месеци. Па наскоро и ќе го пуштиме. И секако дека би сакала 25-та веќе сериозно да се посветам на снимањето на нов албум. Така што се надевам дека... би бил 10-тиот албум, така? Па, 10, да, веројатно 10-тиот, да. Веројатно 10-тиот. Не знам, треба да се пребројам точно. Да. Али може да е 10-тиот, може, не знам, 10 или 11-ти. Така што би сакала во 25-та веќе да, ако не да го завршам, барем да го привршувам следниот албум. Па ќе видиме што ќе успеам да реализирам, али да, морам да посветам внимание на тоа. И ми треба време. Да, секако. Точно сте, сега ако ќе снимаш новиот, ќе ти биде 10-тиот. 10-тиот, да. Пребројати, добро. Преброив. Да, па добро. Да, Панче е побројките во Добро. Супер, фала, Панче. Окей, убава бројка. Юбилеен 10 ќе ти биде. Да. Бога ми не е мала работа, да. И се надевам, можеби па ќе правиме едно вакво интервју. Ние сме отворени за таква тука сме, се разбира, секако дека ќе правиме, да. Супер. Дали знаеш некој германски пејач или пејачки? Па сега баш коментиравме да пејач. Памтам еден имаше една песна, многу ми се допаѓаше пред 20 години, беше хит на MTV, знам дека ја пуштаа доста. Хавиер или Ксавиер се викаше најду, така? Имаше многу добра песна која што нон-стоп вртеше на како се викаше, Марина, кажи ми точно? Ксавија најду, па не знам, имаше познати песни, имаше добри песни. Имаше една конкретно многу добра песна, која што вртеше нон-стоп на MTV. Сега добро, Рамштайн се разбира, така, да нема потреба да ги спомнам, дека секако ги знаеме сите. Што друго има од Германија, што... Да, тие од порано беа, сега ние реално не сум толку во тек. Мислам дека нема нешто добро. Да, баш ме прашуваше Филип Зиков, ме прашуваше дали го знам Удо Линденберг, сум чула. Да, Удо Линденберг е германскиот Владо Јановски, да речем. Легенди. Да, ќе сеќавам, не сум чула, го знам, да. Така што не знам. Волфганг Петри може се слушнала и за него. И јас не сум слушнала. За него не можам да се сетам. Не. Не знам. А тука колешкиве, германскиве колешки сега кои им кажува концерти, нели позната пејачка, сега не знаат они, нели. Викам, замислете си сега некој познат што е како Хелена Фиша тука. Тука има една пејачка многу позната, ама така повеќе шлагери, значи некој жанр што мене лично не ми лежи многу, ама замислете, викам, со таква со Хелена Фишер да имаш интервју. Хелена Фишер, мислам дека сум чула за Хелена Фишер. Да, сум чула за неа. Многу е позната. Да. Добро, други не имам исто некои препораки. Некој ако не слуша, ако знае некои добри нови бендови, герне ставете линк или слично. Нели Токио Хотел беа исто, но не знам дали постојат уште. Не знам дали не постојат веќе, така да. Ова е со Хајди Клуме. Хајди Клум, тоа знам. Да, не ги мислиме, они се добри. Да, добри се. Отидат другиот оди по ток-шоу и такви работи прави. Не, вакве. Да, пораснаат тие, да.
Така што имаш ли време измеѓу, да речем, концерти, да одмориш, да размислиш, да прочиташ книга, добро, Да си изгледаш патуваш, серија. си правиш одмори, си правиш. Да. Ама е онака, да речем, едноставно да речеш, По окей, дома да денеска... си дремам, така? Точно, да. Да. Да си уживаш. Да, па еве, 2 дена, 3 дена, колку трет ден ми е веќе како не мрдам од дома, така што да се гледам една добра серија, гледам една со Кейт Бланшет, Disclaimer. Да, вчера баш ја почнав. Гледам многу серии, многу филмови, тоа ми е баш така, разби брига и пасија. И гледам Оскари. Единствена, еден ден во годината кога останувам до касно е кога гледам Оскари. Тоа е единствениот ден во годината. Исто, да. И сум земала и одмор, да, другиот ден за Оскарите, да ги обожавам стварно. Да, јас само тогаш така правам, напор давам за да останам до крај, да ги изгледам, затоа што стварно многу сакам филмови. Сега за одмор кога спомна, ако не се лажам, имаш некоја традиција со сестрата и внуките да одите на одмор на лето и со мајка ти женски одмор. Да, правиме женски одмори обавезно, женски патувања. Не мора да е преку лето. Бевме и на Крисмас маркет пред 2 години, мислам, во Будимпешта. Са следно обавезно ќе предложам Крисмас маркет во Германија, затоа што многу ми се допадна. Веќе им предложив оствари дека треба да одиме. Тоа ќе прашав дали е тоа само летна традиција или може некогаш и во зима да се случи баш за... Не, си правиме патувања. Ние 5 женски патувања, обавезно си правиме еднаш до 2 пати годишно. Си одиме некаде. Многу убава традиција. Да. Да си ја чувате и понатаму традицијата, тоа е многу. Си ја чуваме, да, тоа ми е можда и така една од омилените традиции, ако не е омилен. Супер. И јас имам, мислам, јас немам таква традиција со сестра ми, ама може да почнеме, бидејќи исто сме многу блиски и сега во февруари ќе дојде во Германија за еден концерт на Теди Суимс, не знам дали го Теди знаеш. Како не. Баш сега го слушавме многу во комбе сега. Да, супер е. И да, може да си направиме некоја традиција. Интересно би било. Ја сум мањина, јас сум само машко, моите девојчиња си шетаат, они си имаат традиции, си беа лани за Њујорк, 2 година за Виена ќе си одат. И ја добро, вие машките не сте многу по шетањето, така што тоа си се женски работи. Дај ни го фемпединугот, далинското за телевизорот и остај на намира. Ние сме со малце среќни. Да, ако убаво. Каролина, на следново прашање, мислам го знам одговорот, ама морам да те прашам, дали би се преселила во странство или во Германија? Па види сега, во овие години, не би се преселила нигде. Мислам дека сега ми е касно за такви сериозни промени. Меѓутоа, такви промени сметам дека се прават во 20-ти најдобро некако, до 30-та година. Меѓутоа, после тоа сметам дека е се потешко и потешко да направиш таков чекор. Така што, еве, јас лично, иако познавам доста луѓе на кои па стварно им е многу убаво таму каде што се преселиле, меѓутоа јас лично, искрено, во овој момент не би менувала место на живење, така што еднаш веќе сум се преселила од Битола за Скопје. Како дете, нели, на 18. А и тоа ми било промена на која што требало да се адаптирам. Значи, не можам да кажам дека ми било едноставно, иако се работи за иста земја, за само 170 километри оддалеченост, ми треба пар години да се адаптирам, да се стабилизирам, да функционирам како што треба, така што не знам, во овие години искрено, јас лично не. Но секако дека секој си решава за себе, зависи каква шанса некој ќе добие некаде, секако треба да се искористуваат шансите што животот ни ги дава. Да. Така и ќе потврдам дека така кога е помлад човек е поедноставно и јас на 21 година дојдов тука, ама приметуваме дека се повеќе и повеќе луѓе се селат навака, кои што се веќе повозрасни и со фамилии и се приметува разликата и одговорноста која што има човек кога доаѓа веќе. Како не? Не е сам. Особено кога е цело семејство, да. Мада од друга страна и тоа си има предности, затоа што кога си веќе со цело семејство, моментот на осаменост тука е многу помал. Речи си и да не може да постои, затоа што постојано си обземен со грижа за другите.
така што мислам дека на голем број луѓе кои сами го направиле чекорот, осаменоста им е еден од главните проблеми, да го наречам, која што во некои моменти е тешко да се надмине. Да, секако. Да. Добро, мислам дека примеди на концерти не сме баш сами, се собираме некако, се организираме. Да, точно. Тоа се супер моменти каде никој не може да е сам, да. Јас на Марина и кажав, да речем пред 30 години се уште Југославија рекомат се функционираше и се уште имаше југословенски клубови и такви работи. Значи на тоа време таа посетеност, например, ти што имаше, се собираше од 6 републики, да речем. Босанци, срби, хрвати, словенци. Добро, словенците не, ама и некои словенеци се изгубеше таму. Ќе сгрешил адресата, дошол во клубот југословенски, македонците. А сега, например, халиве се само од една нација, македонци само. Викам, леле, шо народ, не сме тука. Да, многу. А порано? Многу луѓе, јас што лично ги познавам се дојдени во Германија изминативе години. Да, баш многу. Да. И сме среќни вака, од на времето, немало на времето, јас се сеќам Лепа Брена ни пееше у Белград, у Франкфурт, југословенскиот клуб Лепа Брена, нема да правиш вакво ето. Тоа се сеќа вакво ето и убаво е кога, например, естрадата или да речем такви звезди, па посебно како тебе, ќе се решат, да речат, окей, ќе отидам, ќе посетам, ќе испеам, ќе запеам и ќе осетат, например, дека стварно, ја бев запрепастен како публиката пееш. Значи, тоа ме воодушеви. Исто, јас бев. Значи, во мајнд може би не толку, затоа што веќе се навикнав, затоа што веќе очекував таква. Немаше да ми биде толку шокантна таква реакција, бидејќи претходните градови беше така. Но во Штутгарт, каде што кажав, нели, имав така доза на несигурност за тоа што да очекувам, баш бев шокирана позитивно од тоа колку публиката како пееше и колку пееше. А инаку, да ме викнале претходно, ке сум дошла и претходно, меѓутоа до сега никој некако не се осмелувал да. Мислам дека ова прва турнеја на пејач кој изведува поп музика, колку што знам, во Германија, за македонци зборам, за македонски изведувачи, така што апсолутно. Значи, прв кој што е да рече преку со да речем маркетинг агенција и со сите тие работи кои што те пратат, например, овде. Не збориме за по клубовите, не збориме меѓутоа за како концерт да држи. Не зборувам за прослава, зборувам за концерт, е прв. Значи, биле тука Дино Мерлин, Парне Ваљак, Здравко Чолич. Да, добро, за екс-изведувачи, знам, да. Екс-југото си македонски стварно не снимале. Македонски ти си прва. Се надеваме дека ќе повлечеш нога. Повлечеш нога. Ќе повлечеш нога и другите ќе се осмелат да дојдат на оваа терен, бидејќи сепак публика има. И таа публика е желна. Точно, баш желна е како што видовме, стварно многу луѓе се израдува за тоа што конечно има нешто од нашата поп сцена, посебно и од пејачка од твој ранг, мислам од твоја популарност и глас и мислам повеќе од 20 години кариера во Македонија, мислам нема потреба некој да представува, така да многу баш убаво освежување дојде ова за сцената, за целата заедница кај нас. Се надевам ќе биде супер. Да. Убаво да си поминете и на другите два концерти, ако не се лажам, во Берлин и во Хамбург. Хамбург сме на 13 петок, а 16 понеделник сме во Берлин. Да. Уште тие два концерти се за сега. После одма се враќаш во Македонија или имаш малку време за во Берлин или да си? Во Берлин ќе бидам ден порано, ден пред концерт и ќе останам утредната цел ден после концертот. Тек вечерта ми е авионот, така што ќе имам време малку да се прошетам. Сум била и претходно во Берлин, но секако дека е убаво да се види пак. И после тоа ќе се вратам назад. Веќе ме чекаат и врски дома, кога ќе се вратам. Имам некои настапи тековни предновогодишни активности, така што немам многу време да се решетавам после концертите, туку ќе морам да се примерам дома. Јас би ти го препорачал и Хамбург, толку имаш прилика да прошеташ до овата филхармонија, да ја видиш. Значи, тоа е стварно
ја, архитектонско дело или... Па ќе ја видам во Везна. Ќе имам време сигурно колку... Да, ќе имам време. Особено првиот ден, мислам дека рано слетуваме, така дека ќе имам цел ден во Хамбург, ќе имам време сигурно. Хамбург покрај тоа што е голем, меѓутоа има и работи да се, кои што треба да се види. Треба кога ќе доеш таму, например, ако имаш време и услови секој, меѓутоа времето е кај тебе проблемот, тоа да го видиш и сепак некои работи. Да. Треба човек да ги... Хамбург е поубав од Берлин, вака лично мислење, Берлин 3 пати отидов, не ме воодушеви, ама Хамбург е прекрасен. Хамбург знам, иначе во Хамбург јас сум била пред 20 години и кусур, нешто снимав и бев цели 10 дена. Ама ако ми верувате, не памтам ништо. Не знам како е можно, не памтам буквално ништо. Сега кога ќе одам, можеби и ќе се потсетам. Сигурно. Веројатно ќе се потсетам на нешто, али не можам да сватам како е можно да не се сеќавам на ништо. Па добро, сигурно си патувала, да, многу. Па да, тоа беше 2001. Така што многу работи од тогаш се случиле и многу нели места и така натака, можеби ми е помешано со нешто друго. Али баш ме интересира дали ќе се потсетам на нешто сега кога ќе одам. Да, сигурно. Баш ми е криво што не ми е многу ни е далеку, значи Хамбург и Берлин. А вие кај сте базирани вие двајца? Јас сум во Гисен, во централна Германија, во Хесен. Добро. И на 1 сат од Мајнц. Да, а Панче, ти си во Франкфурт, колку што те сватив. Не, јас сум 70 км од Франкфурт. Меѓутоа за нас тие дистанции, за германски однос е одма, да. 110 км, 120 км, тоа не се за нас дистанции. Да. Ние се дуеме и за, како да речам, 70 км, значи 40 минути вожење, 30 минути, 40 вожење. Се ева, което поврзано, одиш, еве и кога бев ја во Дизелдорф на Мариниго, одиш, хотел си нарачувам, заспивам, спијам, оставам колу парквац, одам таму, се пивкам, си сонадувам, си седнам, си заспивам, стадувам и тргам дома и се седам. И после тоа Мајнц исто. Значи ние сме централно исто кој што рече Марина, че Марина е малце да речам према северот. Јас сум под централ, од Франкфурт 70 км измеѓу Келн и Франкфурт. Така да ние сме јас сум доста флексибилен во поглед на тоа кај да одам. Дали било нагоре, дали сега кој ќе речеш на пример Хамбург, тоа се 600 км, значи треба да планираш. Или Берлин на пример, тоа за тука треба вакво. Ама ако се сака, се може. Значи, тука не е тоа некој, тоа не е некој вакво. 8 часа не е нешто страшно, меѓутоа е сериозен пат. Да бидам искрен, ако не беше во Мајнц, негде кај ќе те гледав. Било каде ќе те гледав негде. Да, имаше многу македонци, значи вака имаше ви што сретнав и ги гледам и по групиве. Што пишуваа колку секогаш сум сакала да ја видам во живо и ете не ми се верува во Германија дека има можност, во Македонија не сум чекала некои се веќе преселени долго време. Да. Така да сигурно и таму ќе бидат исто полни салите, мислам и во и таму горе имаме и во Берлин многу македонци, убаво да си поминате. Фала ви многу. Фала ви дечки. Каролина, ти благодариме многу за сладкиот муабет. Оти ние се муабетиме, јас со Марина не дискутираме или не коментираме или не одадуваме, ние се муабетиме. Точно си муабетевме, така е. Да. На сладкиот муабет верувам дека нашите слушатели ќе ја слушнат Каролина од едно подруго или поинформативно, можеби некои работи не ги знаеле, не ги слушнале, така да ти благодариме уште еднаш и се надевам на следно видување. Јас ви благодарам многу. Стварно уживав, многу баво си поминав овие. Колку сме веќе? 50 минути. Па да, си помина време. Да, супер, баш баво си промуабетивме и кога сакате, јавете се пак да си промуабетиме. Вака, во оваа време прилика, 4-5 попладне после ручка. Не многу касно. Не многу покасно, да. Ваше договорено. Фала и од мене, Каролина. Ти посакувам успешни уште 2 концерти и се надевам стварно дека нема да помине долго време пред да ни дојдеш пак. Исто. Ние ќе ги значи карти уште има на legacyevent.de, ќе ги ставиме линковите во show notes. Кој што не бил обавезно да си отиде, не би, значи нешто неспоредливо до сега што сме имале, ама верувам дека повеќето се веќе организирани тука Герман, мислам. Тука што живееме, се веќе со недели унапред. Да. Веќе мора да се организираме. Организираме, да. Ние ќе слушаме преку етерот, а нас нека да слушаат во
А нас нека не слушаат во петочно во Германија со Марини и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чао, чао. Чао. Чус.